Денес Православната црква го чествува споменот на Воскресението Христово Великден. Воскресение Христово Пасха. Откако слугите на првосвештениците израелски го фатија Исус и го предадоа на Пилат со барање да биде распнат, а Пилат за да им угоди конечно така и пресуди, како не му најде вина, Господ пострада со смрт на крст. Висеше меѓу двајца разбойници, од кои едниот го похули, а другиот го прослави, спасувајќи се со ова себе си за живот вечен. Во оној страшен миг неговите ученици му разбегаа како што самиот им предрече, освен апостолот Јован Заведеев и мајка му под крстот. Малку подалеку стоја и неколку жени кои што последните години му служеа со своите имоти. Покрај него тогаш немаше други, освен непријателите и минувачите во неверие. Евангелието подробно пишува за смртта, потоа Јосиф од Ариматеја, кој му беше ученик, се осмели и го побара од Пилат телото за да го погребе. Го положија во еден нов гроб кој што Јосиф го имаше скроено во карпа. Го затворија влезот со камен и си заминаа. За воскресението дознаа во мугрите во неделата, кога оние верни жени појдоа со миризливи масла на гробот за да го помазаат телото, кое не го најдоа. Веста ја прими прва Марија Магдалина и побрза да им јави на апостолите, а тие не и поверуваа. Петар и Јован самите се стрчаа до гробот и го најдоа каменот одвален, а од телото леже оставени само повоите. По ова кога се собраа заедно во куќата, Исус им се јави и разбраа дека воскреснал. Но им го отвори умот и за да ги разберат писмата. Им се јави и на Лука и на Клеопа додека одеа во Емаус. Но не го препознаа веднаш, срцата им гореа на сите.